За време на граѓанската војна во Грција беа протерани над 28.000 деца на возраст од 2 до 14 години. Имав 12 години. Бевме боси и слабо наоблечени. Надвор беше ладно, а на границата имаше снег. Се сеќавам и на денот, беше 26 март. Со вознемиреност 72 годишната Сијка Ставровска-Иновска, родена во градче Костурско, го раскажува екзодусот на децата од Егејскиот дел на Македонија. Бевме 5 деца. Сите 5 деца бегавме, а најмалиот брат имаше година и нешто, година и 2 месеци. Го носевме во торба, волнена. Лебот што ни го дадоа, јадењето што ни го дадоа, рекоа да ни стигне до местото кај ќе одиме, зашто не знаејќи кога ќе се вратиме. Ние деца кога бегевме од дома не мислевме дека бегаме за секогаш. На четвртата светска средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, по повод 60 години од екзодусот, во соборниот храм се одржа панихида во спомен на загинатите учесници во антифашистичката и граѓанската војна во Грција. Во граѓанската војна имам загинато и брат и татко. И денеска баш и годишница му е на сестра ми од смртта нејзина и она учествуваше во партизанството. Дел од тие македонски бегалци за време на граѓанската војна ги донесоа тие документи и ги поседуваат. Вие веќе имате примери на многу семејства кои што се појавија со такви документи и можете слободно да ги пронајдете. Ги има и овде во Република Македонија. Дел од нив дури имаат и документи за нивниот имот кои што се напишани на грчки, значи подпишани од самиот грчки крал. Што значи ја поседуваат таа земја, постоеле и живееле во тие делови од Македонија. Истеријата која настана во Грција откако се пронесе гласот дека ќе има бројна и организирана посета на децата бегалци на Леринско не ги чуди во организациониот одбор. Ваквото однесување е дел од долгогодишната пропаганда на Грција. Крајната десница на Караджаферис пред неколку дена побара и затворање на грчко-македонската граница. Во исто време се јавија и неонацистички групи кои се заканија дека насилно ќе го растурат собирот на македонците во Леринско, закажан за во недела. На Македонија. Јас на своји 7 месеци мајка ми во пелени нима донесена дека за да грчките власти моето семејство го прогласат за државен непријател. И замислите, јас 7 месеци, бебе, јас сум непријател, јас сум за нив злосторник. Барем оно што е наше да ни се даде, ништо повеќе. Што имаме законско право. Бараме си имотите. Имотите таму што сме ги уставили, имотите треба да ни се дадат. Таму, знаете, самите адвокати избегаваат тие работи да ги прават. И они се плашат. Мада знаат они дека се сите дека управо. Само еден ден ќе дојде тоа време, ќе дојде грците, ќе се извинат на македонците. Со звукот на тапаните, македонската химна, околу 6000 деца бегалци од целиот свет се потсетија на екзодусот пред точно 60 години. Јас од село Граѓано го напуштив селото 48 во март. Врнеше. И водев група деца, 25 деца од Костовци сите беа, баш тие горните таму и од Пастрна јаса со помалите. Со солзи во очите некогашните деца бегалци се присетија на граѓанската војна во Грција и се пронајдоа на дел од фотографиите кои го осликуваат екзодусот. И по 60 години за нив Егејска Македонија е непребол. Нека има вечна слава. Христијански е да се простува, човечки е да не се заборува, а цивилизацијско е право е да се биде и да се декларира онако како што сами се чувствуваме, македонци. Грција треба да знае, оти македонци кои доживеат кога се протерани и живеат во други страни и во Република Македонија, ги остават потомци, а тие потомците исто